Колешке Авировиќ, зошто имате потреба да браните криминал и поддржувачи, односно поттикнувачи на криминал? Вие кои постојано од оваа говорница велите дека ние со нашите долги седници трошиме народни пари, нели се прашувате сега зошто седат овие еден куп министри и заменици министри на оваа денешна седница? Оние кои пред народот зборуваат дека работат 24/7, дојдоа да го чуваат грбот на Ставревски, немаат потреба тие да се овде денес на оваа седница. Сега, почитувана колешке, детонаторот пукна во Кочани, пукна во Виница, во Каменица, во Делчево, во Куманово, и кога целата јавност стана свесна дека во секој град се штити организираниот криминал, одеднаш запре. И тоа, замислете, запре во Штип. Зошто баш во Штип? Затоа што кој не дава? Кумашинот или братучедот? Зар мислите дека Ставревски не знаеше што се случува и се уште не знае што се случува во Штип? Колешке, кој е одговорен за една ваква ситуација? И ако еве една пресметка, 1000 досега, засега откриени апарати, штетата е 500.000 евра месечно или 6 милиони евра годишно, или за 6 години 36 милиони евра. Тоа се зијан за граѓаните, а добивка за ВМРО ДПМН. И тоа, замислете, од најсиромашните, од граѓаните на изборна единица 3. Со овие пари, министерот Ставревски, што молчеше, а знаеше што се случува таму, можеше да изгради 36 километри автопат, можеше да изгради нова клиничка болница во Штип, што ја ветувате на сите избори, можеше да го реши проблемот на стечајните работници со 15 милиони евра, можеше да набави цитостатици за болните, можеше да изгради нови училишта, нови градинки, нови амбуланти, нови патишта, нови водоводи. Ама ке немаше пари за во джебот и за штитење на криминалот на ВМРО ДПМН. За сето ова, почитувана колешки и почитувани граѓани, е виновен министерот Ставревски. Сега, дали овој министер има храброст да понесе макар политичка или пак кривична одговорност, ке видиме, и наместо да се засрамите од она што излезе на виделина после детонатор, се обидувате уште да добиете и политички поени, бидејќи сте го откриле криминалот. Па, почитувана колешка, еве листата на сите оние учесници во акцијата, односно оние кои печалеле ВМРО ДПМН. Се истакнати кадри на ВМРО ДПМН. И замислете, против сите овие лица има поднесено пријави и ниту една не е досега решена. И тоа пријави за насилство, за напад на службено лице, за алкохол. Еве, ако сакате по име и презиме ќе ви ги прочитам. И кој тоа сега амнестира, колешки, ние или вие? Кој тоа штити криминал? Благодарам, госпоѓо Казанџиска.